Пробиштип ВА и понатаму е неприкосновен кога е во прашање првата македонска одбојкарска лига. Без никакви потешкоти, со 3:0 го совлада аутсайдерот Лирија, кој е закован на ното од табелата со -1 бод поради казна. Убедливо најинтересната средба од ова коло се одигра во Штип, каде што актуелниот шампион Шутова го совлада домаќинот УГД Студент во 5 сета со 2:3. До домашна победа стигна тимот на Лешок, кој со резултатот 3:0 во сетови славеше над Борец, а победа со максимални 0:3 извојува и Струмица на гостувањето во Скопје против Вардар. Ваквите резултати не донесоа особени промени на прволигашката табела и понатаму прв е Пробиштип ВА со 33 бода. Втора е Струмица со 29, Гок Борец е трети со 17 бода, пред конкурентот Лешок со 16. Шутова, Вардар и УГД Студент се во тесна трка со 13, 12 и 11 бода на петата, шестата и седмата позиција. Лирија е последна со -1 бод. Во женска конкуренција викендов се одиграа 3 дуели, со оглед на тоа што пресметката помеѓу лидерот Јанта Волеј и последно пласираниот состав на Пелистер е закажана за среда 21 март. Во одиграните дуели, Бамикор ја изненади второпласираната екипа на СВСК, која ја совлада со убедливи 3:0, додека во останатите 2 дуели на победите се радуваа гостите. Македонија Макс над УГД Студент со 3:1 и со ист резултат до победа дојде и Универзитет во Тетово кај Наковски Волеј. Овие резултати за лидер на табелата ја задржуваат Јанта Волеј со 29 бода, вторе СВСК со 24, пред Македонија Макс со 20. Со изброј на бодови е Универзитетот Тетово, а овде завршува и психолошката граница на првата половина од прволигашите. Бамикоре на петата позиција со дури 9 бода помалку, исто колку и Наковски Волеј. УГД Студент е предпоследен со 9 бода, единствено пред Пелистер со 3. Резултатот од одложениот надпревар меѓу Јанта Волеј и Пелистер нема да донесе никаква промена на позициите на табелата, со оглед на тоа дека Јанта Волеј е убедливо прв, а Пелистер убедливо последен.